Манастирската црква покрај големото богатство од фрески од различни временски периоди содржи и вредни уметнички предмети. Тука се и артефактите кои сведочат за историјата на манастирот Трескавец. Гулабот со едно крило и пушката вградена во внатрешниот дел од црквата има своја легенда што ќе ја раскаже монахот Калист. Значи во 19-тиот век имаме една традиција кога за време на богослужбата ѓаконот го чита Светото Евангелие од ѓаконикот. Значи тоа е овдека ѓаконик кој што го имаме представено и имаме едно интересно предание кое што е многу живо меѓу локалното население во врска токму со овој ѓаконик. Еден од турците во Прилеп бил замерен со ѓаконикот и сакал да го убие за време на богослужбата, да го застрела со пушка и се качил на црквата од надворешната страна кон тој прозорец таму и низ прозорецот ја вперил пушката и испукал кон ѓаконот, меѓутоа Богородица не дозволила да биде незиниот слуга застрелан, така што куршумот завршил во десното крило на гулабот и гулабот до ден денеска го имаме само со едното крило, а додека пак во истиот момент турчинот паднал мртов. Луѓето во спомен на настанот на чудото како мајката Божја го спасила својот слуга, ја зеле пушката и ја содзидале во десниот агол од прозорецот и до ден денеска сведочи вперена кон гулабот, така што преданието вели дека до крајот на сите времиња ќе остане пушката содзидана во прозорецот и гулабот ќе има само едно крило, односно само со левото крило. Околу манастирската црква во 19-тиот век биле подигнати прекрасни конаци на два ката со проширени чартаци, кои биле опожарени, но се реконструирани и денес представуваат дел од комплексот на преубавиот манастир, посветен на Света Богородица, манастирот Трескавец. Трескавец е многу интересно место, многу повеќе е познат надвор од границите на Македонија отколку во самата Македонија. Ми се чини дека нема македонец кој што не слушнал за Трескавец, филмот, манастирот во кој што е снимен нашиот најпознат филм Пред дождот. Сите ги знаеме тие сцени од црквата, од камењата, од карпите кои што ги имаме таму. Бавчето и она позната сцена каде што Јосиф Јосифовски го бере доматот и вели му вите касаат ќе врне, тоа е токму нашата бавча овдека пред манастирот. Меѓутоа можеме да кажеме дека многу малку македонци, нели со исклучок на прилепчани кои што со генерации доаѓаат тука, многу малце македонци го посетуваат манастирот, за разлика од странските туристи кои што се навистина во голем број. Сега тоа е релативна работа, нели големиот број, бидејќи сами го забележавте патот и пристапноста на манастирот, односно да се дојде на Трескавец, значи навистина еден голем подвиг. 2 до 2,5 часа треба сериозно пешачење по планината, по карпест терен. Меѓутоа на странските туристи тоа не им е проблем, значи со огромни ранци на грбовите, по многу високи температури, редовно доаѓаат, значи во текот од периодот мај месец па се до октомври некаде неделно имаме по 50 на до 100 гости кои што се на вистина од сите краишти на земјава, така што европејците ги сметаме за домашни затоа што имаме гости од Сингапур, од Филипините, од Нов Зеланд, од Аргентина сме имале, од Боливија, од Мексико, значи земји кои што на вистина нас не звучат толку екзотично, меѓутоа луѓето доаѓаат во Македонија да ја посетат и доаѓаат на Трескавец. Така што би го спомнал тука еден од раритетите во манастирот, затоа што во 2006 година еден од големите уметници, нели светски познатиот Майкл Пелин, актерот и продуцент на познатата серија Монти Пајтон, го посети манастирот и снимаше една документарна серија со наслов Новата Европа на Пелин. Значи, секоја од епизодите беше наменета за една од посткомунистичките земји. Епизодата за Македонија во голем дел беше посветена на Трескавец и како на Трескавец се прославува успењето на Пресвета Богородица, нели нашата слава, празникот на кој што е посветен манастиров.
Македонските манастири низ вековите секогаш биле со широко отворени врати за верниците и намерниците. И денес тие представуваат духовна ризница, поглед во минатото, но разбирајќи ги пораките од минатите времења, бараме нови агли на хоризонтот за нова светлина во иднината. Значи, Трескавец има навистина импресивна историја, започнувајќи длабоко во античкиот период, па до ден денеска, нели, сме сведоци на сето тоа што се случува околу нас. Меѓутоа, за жал, Трескавец е се уште не раскажана приказна. Се уште е приказна која што чека да биде раскажана од новите генерации на археолози, на историчари на уметност, кои што се надевам дека ќе бидат вклучени во проектот кој што нашето Министерство за култура го планира да започне од следната година, со сериозни истражувања во областта на археологијата, историјата на уметноста, заштитата на фреските и целиот комплекс и целата планина која што од неодамна е веќе и заштитена со закон како споменик на природата, покрај тоа што манастиров како комплекс е заштитен како споменик на културата од прва категорија во Република Македонија. Македонија е митска и романтична земја. На оваа библиска земја уште од првиот век од појавата на Исус Христос шетал Свети Павле и го ширел христијанството. Денес, во почетокот на 21. век од Христовото раѓање, пошто го мериме нашето време, Република Македонија е мала државна заедница која се бори за свое место под сонцето меѓу народите од целиот свет, особено за влез во европските интеграции и асоциации.